Семејството, колеги, пријатели, познаници, граѓани и политичари со громогласен аплауз во преполната сала Фросина во Младинскиот културен центар во Скопје го испратија својот незаменлив Никола Младенов, собственикот на неделникот Фокус и на дневникот Фокус, кој завчера вечерта трагично загина во сообраќајна несреќа кај Клучката хиподром. Останете со нас, следуваат урбаните вести. Ке се проширува улицата Јордан Мијалков, поранешна улица Железничка. Андреј Джерновски тврди дека се појавиле нови фантомски гласачи. Митровски најавува индустријска зона, а Наумовски стопирање на изградбата на нова општинска зграда во Ѓорче. Андреј Петров најавува проекти за помош на лица со посебни потреби и повозрасни лица. Национална кампања почнува денеска со цел собирање средства за реконструкција и адаптација на простор за педијатриски ургентен центар на клиниката за детски болести, кој ќе овозможи подобра и навремена здравствена заштита на децата, односно на пациенти до 18 години. Во рамки на кампањата која се одвива под мотото да помогнеме навреме, потребно е да се соберат 55.000 евра. Ургентниот центар ќе биде сместен на приземјето на клиниката на површина од 130 метри квадратни. Средствата ќе бидат наменети за реновирање и адаптирање на просторот, спроведување електрична инсталација, вентилација, водовод, канализација и системи за медицинска грижа. Средствата е предвидено да се соберат на донаторски коктел за VIP личности, што под покровителство на сопругата на председателот Маја Иванова ќе се одржи на 2 април во МКЦ, како и преку лични донации од граѓаните на специјално отворени телефонски броеви за оваа кампања 14321. Во моментов општата амбуланта на клиниката каде се третираат сите пациенти како итните случаи е само една просторија, со несоодветни услови за закажување на овие пациенти, а посебно за обезбедување соодветна и квалитетна итна помош. Агенцијата за храна во соработка со Организацијата на потрошувачи на Македонија ја почнува реализацијата на проектот Безбедноста на храната е обврска на сите заинтересирани страни во системот за безбедност на храната. Ке бидат промовирани и информативни и едукативни летоци наменети за потрошувачите кои се однесуваат на општите и посебните означувања на храната, означување на адитивите, читање на означувањето на прехранбените производи, означување на алергени состојки во храната, како и истакнување на нутритивните и здравствените тврдења. Утре општина Ѓорче Петров во соработка со Здравствен дом Скопје по програмски активности на Министерството за здравство за превентивни прегледи ќе реализира акција Здравје за сите во период од 8:30 до 13:30 часот на локација Парк Ѓорче Петров. Во рамки на акцијата се вклучени мерења на телесна тежина, висина, крвен притисок, шекер и холестерол во крвта, како и медицински совети. Улицата Јордан Мијалков во должина од 850 метри ќе прерасне во модерен булевар со 4 сообраќајни ленти. Ова денеска го изјавија кандидатите за градоначалници од Коалицијата за подобра Македонија за град Скопје и Центар Коце Трајановски и Владимир Тодоровиќ, кои во вториот изборен круг ќе се тркаат со кандидатите од Коалицијата Сојуз за еднината Јани Макрадули за Скопје и Андреј Жерновски за Центар. Кандидатите за градоначалници од редовите на ВМРО ДПМН за град Скопје и општина Центар Коце Трајановски и Владимир Тодоровиќ промовира уште еден проект кој ќе придонесе за решавање на сообраќајниот метеж низ градот. Овој пат станува збор за промоција на проектот за реконструкција и проширување на улицата Јордан Мијалков, поранешна улица Железничка. Со овој проект се предвидува комплетна реконструкција и проширување на улицата, со што ќе прерасне во модерна сообраќајница со 4 сообраќајни ленти. Проширувањето ќе биде извршено во должина од 850 метри, односно од крстосницата со улицата Водњанска до крстосницата со булеварот Кочо Рацин и улиците Павел Шатев и Антон Попов. И на овој начин сметаме дека ќе се зголеми проточноста и на сообраќајот во овој дел на градот Скопје. Ова е еден од низата проекти кои што ги имаме во оваа област предвидено во нашите изборни програми. Ние сме спремни и подготвени да дадеме силна поддршка за побрза реализација на овој проект и се надевам дека неговината реализација ќе почне многу брзо по овие. Покрај реконструкцијата и проширувањето на коловозот на улицата Јордан Мијалков ќе се постави ново улично осветлување и нови тротоари, а ќе се реконструира и постојната атмосферска водоводна и фекална канализација. За реализацијата на овој проект се предвидени околу 60 милиони денари.
Кандидатот за градоначалник на општина Центар од Здружената опозиција Андреј Жерновски уверува дека се појавиле нови фантомски гласачи, кои се обид да го тргнат откако што вели градоначалничкото место. Елизабета Дамјановска. Граѓаните на општина Центар да не дозволат други фантомски гласачи да одлучуваат во нивно име, кој ќе биде градоначалник на општината во која живеат и да излезат на гласање во вториот изборен круг, повика денеска кандидатот за градоначалник на општина Центар од Здружената опозиција Сојуз за еднината Андреј Жерновски. Жерновски истакна дека се појавиле нови гласачи кои се сместени во станот на Јунер Исмаил. На оние исти станови, на оние исти места каде што се вметнати жителите на Пустец, всушност тие не живеле сами, туку имаме вметнати граѓани од Република Македонија. Во станот на Јунер Исмаил, каде што освен оние 8 кои што ги најдовме од Република Албанија, на избирачкиот список се додадени 7 граѓани на Република Македонија. Сега имаме ново уфрлен од Газибаба, тоа се 4, ново уфрлен од Аеродром, ново уфрлен од Прилеп. При тоа, Андреј Жерновски најави посета на Министерството за внатрешни работи и средба со министерката Гордана Јанкуловска, на која ќе ја бара правдата, но како што истакна самиот, не очекува позитивни резултати и затоа ги повика неговите поддржувачи да го дадат гласот за него. Ќе побарам средба, веројатно во текот на утрешниот ден со министерката за внатрешни работи, сакам да ги однесам овие списоци и да продискутираме отворено за тоа дали ќе дозволиме во вториот круг да гласат овие луѓе. Ние мораме да имаме одговор од Министерството за внатрешни работи на кој начин овие луѓе се вметнати во избирачкиот список. Не очекувам дека реакцијата на МВР ќе биде да признаваме дека се уфрлени лица. Затоа и покрева ние ќе победиме и во вториот круг. Програмата на кандидатот за градоначалник на Ѓорче Петров од коалицијата за подобра Македонија Сокол Митровски е предвидена индустријска зона од 136 хектари во населеното место Стопански двор. Додека неговиот против кандидат од коалицијата Сојуз за еднината Александар Наумовски посочи дека првото нешто што ќе го направи во текот на неговиот мандат е стопирање на тендерот за изградба на нова општинска зграда во Ѓорче Петров, проект кој стои во програмата на неговиот против кандидат Митровски. Ивана Митковска. Кандидатот за градоначалник на општина Ѓорче Петров од коалицијата за подобра Македонија Сокол Митровски, како дел од изборната програма, најави индустријска зона од 136 хектари во населеното место Стопански двор, односно изградба на нов пат, кој ќе биде почетна точка за реализација на комуникацијата која ќе биде главниот спој на овој рурален дел со обиколницата во Ѓорче Петров и ќе биде еден од краковите за користење на индустријската зона. Митровски потенцира дека инвеститорите кои ќе дојдат во оваа индустријска зона ќе ги имаат сите потребни услови за отпочнување на бизнис. Предвидени се некаде околу 126 локации за изградба на лесна незагадувачка индустрија во индустријската зона која би требало да биде активирана во текот на оваа година. Во првата година ќе бидат ослободени од комуналиите 100%, во втората година кои ќе инвестираат во оваа индустријска зона ќе бидат ослободени 75% од комуналиите и во третата година тие што ќе инвестираат во оваа индустријска зона ќе бидат ослободени 50%. Тој додаде дека со изградбата на оваа инфраструктура и пристапниот пат, почетната цена за овој проект е 1 евро на метар квадратен, а досега во вкупно 5 индустријски зони во општината купени се 46 локации. Митровски посочи дека ослободувањето од комуналиите ќе биде стимул на сите домашни и странски инвеститори да дојдат во оваа индустријска зона и да го најдат својот простор и со тоа да се зголеми можноста за вработување на младите кадри од општината Ѓорче Петров. Освен тоа, изборната програма на кандидатот за градоначалник за Ѓорче Петров од редовите на ВМРО ДПМНЕ Сокол Митровски предвидува и изградба на трафостаница во Стопански двор за подобрување на напонот на електричната енергија во ова населено место. Додека пак неговиот против кандидат од редовите на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија Александар Наумовски обвини дека изградбата на нова општинска зграда, како што предвидува изборната програма на Митровски, е непотребен луксус и дека првото нешто кое ќе го направи во неговиот мандат е стопирање на овој тендер заради непотребно трошење на парите на граѓаните. Ветувам дека ќе го стопирам тендерот за општинска зграда и ќе го запрам трошењето на народни пари за луксус на општинските функционери.
Општинската администрација ветувам дека ќе биде отворена за сите граѓани. Заедно со Советот ветувам дека ќе ги укинеме незаконските одлуки со кои ѓорчевци не можат да ги легализираат своите градби. Ветувам дека спортот ќе биде гордост на Ѓорче, светот останува на младите, јас имам желба, волја и храброст мојата програма за Ѓорче да ја реализирам во целост. Андреј Петров, кандидатот за градоначалник на општина Карапош од коалицијата Сојуз за еднината, денеска најави неколку проекти од неговата програма, со кои ќе им се овозможи поддршка и внимание за повозрастните жители на општината, како и за луѓето во социјален ризик и за лица со посебни потреби. Андријана Димитриевска. Кандидатот за градоначалник на општина Карпош од коалицијата за подобра Македонија Андреј Петров денес промовира неколку проекти од својата програма со кои ќе им овозможи поддршка и внимание на повозрастните жители на општината, како и за луѓето во социјален ризик и за лицата со посебни потреби. Се работи за проект со кој имаме намера да помогнеме на жителите на општина Карпош, на повозрастните жители, на немокните лица, преку формирање на еден волонтерски сервис позади кој ќе стои општината. Корисниците на услугите ќе бидат возрастни лица, лица со инвалидитет, самохрани родители со болни деца. Петров додаде дека услугите ќе опфаќаат закажување лекарски преглед, превоз и придружба до лекар, набавка на основни намирници, подигање рецепти и достава на лекови, дружење и разговор, психосоцијална поддршка, правна помош. Вториот проект опфаќа здравствена патрола, бесплатни општи прегледи на пензионерите до дома. На пензионерите дома е името на вториот проект со кој денеска ве запознам. За највозрастната популација во општината ќе се организираат домашни здравствени услуги и прегледи, како и контрола на општата здравствена состојба. Третиот проект, кој како што рече Андреј Петров, најважниот проект е проектот СОС-Повик, бесплатен транспортен центар за возрастни лица и лица со посебни потреби. Овој проект Петров најави дека ќе ги реши поголемиот дел од потешкотиите при движењето на повозрастните лица и луѓето со посебни потреби. СОС проект бесплатен транспортен центар за возрастни лица и лица со посебни потреби. Овој проект предвидува нова услуга за олеснување на движењето на лицата со посебни потреби и возрастните лица. Од следниот прилог информирајте се за делот културно-забавните случувања вечерва во Скопје. Со концертот Синтези на Македонската филхармонија, на кој истрадни оперски имиња ќе изведат познати народни песни оркестрирани од македонски композитори, вечерва од 20 часот во Македонската опера и балет започнуваат 36-тите денови на македонската музика, кои ги организира Сојузот на композиторите на Македонија и ќе траат до 9 април. Во театарот за деца и младенци вечерва се изведува премиерата на представата Пипи Долгиот чорап, која ќе изведува 11 члена актерска екипа. Во Драмскиот театар од 20 часот се изведува предпремиера на представата Солунски патардии. Представата Животот на Молиер од Михаил Булгаков се изведува вечерва во Македонскиот народен театар од 20 часот во режија на Александар Поповски. Во кинотека на Македонија од 20 часот се прикажува романскиот филм Изгубена во транзиција. На репертоарот на Кино Милениум вечерва се наоѓаат две премиери, и тоа играниот филм Во себе од 20 часот и во термин од 22 часот и 30 минути премиера на филмот 7 дена во Хавана. Еве што ќе гледате понатаму во вестите. Спорт. Денеска започнува борбата за престижниот трофеј во кошаркарскиот куп на Македонија. Актуел, холивудскиот надпис, слави 9 децении постоење. Денеска започнува борбата за престижниот трофеј во кошаркарскиот куп на Македонија. Веднаш по блокот реклами следуваат спортските вести.